После филмот Коктел од 1988 година со Том Круз, работата на бармените повеќе не беше иста. Иако и претходно имало бармени кои правеле најчесто екзибиции со оган, сепак овој филм во светот промовираше еден нов правец во барменството, меѓународно прифатен под терминот флертендинг. И во Македонија во последните години се повеќе млади луѓе се определуваат за професијата професионален бармен, но дел од нив и за така нареченото екстремно барменство, односно приготвување коктели со акробатски и шоу точки за присутните во барот. Филип Арнаудов е бармен и промотор на барската култура во Македонија повеќе од 10 години. Започнал како класичен бармен подготвувајќи коктели, но подоцна возбудата ја нашол токму во правењето шоу и акробации при подготовката на коктелите, односно флертендинг. Признава дека за да се направат овие акробации со шишиња треба многу вежбање, но и креативност при спремањето на коктелите. Поради ова, овој дел од барменството некои го нарекуваат и спорт. Тоа е дел од бартендингот, малце понов, мислам последниве, да кажем, 15 години така е поатрактивен. Значи станува збор за исто, за припрема на коктели, но малце поатрактивно. Значи со жонглирање на флашите, на шејкерите, на барската опрема, на чашите. Значи со самото тоа, нели, со самите тие потези бармените подготвуваат коктели, што е многу атрактивно, нели, за гостите. И еден од начините да се привлечат гостите на бар. Тоа е идејата да биде забавувач, нели, да ги анимира гостите. Екстремно може да се каже дека е затоа што се работи, нели, во реални услови, се работи со стакло, се работи со метални шејкери, што, нели, ако паднат или ако летнат на погрешно место се опасни, нели, како за гостите, така и за самите бармени. Филип денес е тренер и судија на државни и меѓународни надпревари по оваа барска вештина. Едно е да се прават овие точки на тренинг, но друго е во реални услови и на надпревари. Тука во нашиот тренинг центар, нели, за обука на бармени, ние имаме неколку правила што се однесува до флер бартендингот. Значи прво секој што сака, нели, да запише курс за флертендинг, нели, да се обучи за флертендинг, мора да го има прво завршен основниот курс за бармени. Затоа што доколку само жонглира, ќе биде обичен жонглер и не може да работи во бар. Значи мора да ги знае сите работи што секој бармен ги знае, нели, да подготвува коктели, однос со гости, хигиена во барот, значи сите тие работи мора да ги помине, мора да биде добар во тоа, па за да иде, нели, на следно ниво, а тоа е флертендингот. И самиот флертендинг е поделен во неколку нивоа. Значи постои working флер, значи тоа е самото име, нели, кажува работа во бар со помош на флер, каде што бармените работат во реални услови, значи работат со полни флаши, со вистински чаши и они со самата таа работа подготвуваат коктели. Значи тоа воедно е и основата на флер бартендингот. Понатака има exhibition флер, каде што се работи со многу малку течност во флашите, каде што, нели, ги има тие ротации, жонглирање, и највисокото ниво е competition флер, значи тоа е веќе професионално занимавање со флер бартендинг, одење по надпревари, шоу, нели, за разни настани, веселби и, нели, на тој начин заработуваат тие бармени, затоа што можам да ви кажам дека, нели, прва награда на, еве сега имаше баш пред една недела во Русија надпревар доста голем, значи прва награда беше 10.000 евра. Така да огромни суми зимаат, нели, тие бармени, така што голем дел од своето слободно време го посветуваат на вежбање, буквално како еден вид на спорт. Вежбање, концентрација, но и креативност е потребно во усовршувањето на жонглирањето со шишиња и барски прибор. Се сеќава дека било многу потешко кога тој започнува отколку денес. Самите почетоци кои ќе почнат, нели, со основата, со working флер, бараат од нив, значи, минимум по 2 сати, нели, во денот да одвојат за тренинг, за да стигнат до едно ниво каде што ќе може да работат во бар, нели, после тоа доколку континуирано го применуваат во барот, нели, тие елементи, окей, нели, тоа ниво им е сосема доволно за тоа што го работат. Ако сакат да идат малце повеќе, нели, да се надпреваруваат, тогаш стварно бара многу ангажман, значи негде во просек околу 4-5 сати дневно, а тие што се, да кажеме, нели, на тие топ 10 бармени во светот што се, нели, во флер, они сигурно одвојуваат можеби по 8 сати од денот во тренинг. Нашите почетоци беа малце потешки него денешни услови, што се затоа што кога ние почнувавме, нели, со самата професија, со бартендинг, тие основи, нели, што се околу професијата ги научивме, но делот, нели, за флер ни беше доста атрактивен, но информациите ни беа
многу недостапни. Значи во тоа време немаше ни видеа на YouTube, ни сите информации или материјали што ги добивавме многу тешко стигнуваа до нас, така да голем дел нели од тие работи што ги учевме беа импровизација. Јас сега како тренер нели во школава за флер бартендинг го кажам на сите ученици, значи тоа ние што ни требаше на нас можеби 3 години да го научиме да дојдеме до тоа ниво, денеска може тоа да го завршат за само еден месец, затоа што самиот начин на на тренирање, самиот пристап до информација е многу побрз, многу поинаков и многу побрзо се напредува во денешно време. Но и тој започнал со барменство најпрвин работејќи по баровите во Скопје како класичен бармен, за подоцна да се влюби во флертендингот. На почетокот, првите години ми беше интересно само, коктелите, начинот на подготовка на коктели, но кога видов дека може поинтересно да биде самата подготовка на коктели, буквално е зараза, значи флер бартендингот е еден вид на зараза каде што не престанувате да вежбате, да барате нови елементи, едва чекате да отидете позади бар да ги покажете на гостите. Најголемо искуство лично за мене беа тие меѓународни надпревари, значи каде што за прв пат отидовме 2006 година на меѓународен надпревар во Софија во Бугарија, исто и 2007 година. Понатака на тие надпревари се сретнавме со доста луѓе кои што многу ни помогна, поискусни бармени, судии на тие надпревари кои што исто се флер бармени и они многу ни помогна како во начинот на тренирање, во совети, во кој правец да се движиме и тука мислам дека го направивме и најголемиот напредок што се однесува до флер бартендингот. Во склоп на државните првенства за бармени, подолг период се одржуваат и надпревари по флертендинг и победниците од овие две категории ја представуваат Македонија на европските, но и светските првенства. Тие надпревари се доста интересни и се малце по-тешки, да кажеме, него класичните надпревари, затоа што секој бармен на таков надпревар треба да запази неколку правила, основни правила, има и многу повеќе правила како точки. Што треба да направи? Значи он треба за одредено време, најчесто тоа се околу 5 минути, да направи еден или два коктели. Обично на државните и на светските официјални првенства треба да се представи со свој личен коктел, додека на сите други меѓународни куп надпревари има однапред подготвени коктели. Тие коктели мора да ги припреми со флер бартендинг, значи мора да работи флер. Во многу случаи треба да работи working флер и exhibition флер, значи да работи со полна флаша или и со флаши кои што имаат малку течност. Сето тоа да му биде искомпонирано со музика и за тоа да спреми однапред подготвена кореографија. Така да има многу работи кои што треба да ги запази, бара многу тренинг, значи не е тој надпревар каде што може да излезете во било кој време, него за секој надпревар ви треба месеци претходна подготовка. Нашите бармени што победуваат на државните првенства ги носиме на светски првенства каде што тоа е официјален светски надпревар каде што ја представуваат нашата земја, нашето здружение. И сите надпревари што се во близина во околината, во соседните земји, гледаме да се представиме со некој наш представник. Официјално веќе од второто државно првенство на бармени на Македонија го воведовме и флертендингот како категорија, че во победникот во таа прва година на флертендинг учествуваше на многу јак меѓународен надпревар во Романија, во Констанца. После тоа на наредните години победниците учествуваа на светските првенства во Варшава и сега последнава година победникот Дарко Ангелов беше на светско првенство во организација на IBA International Bartending Association во Прага, Чешка. Тоа што можам да го истакнам како квалитет на нашите флер бармени е баш таа креативност, затоа што и тука, како и во сите слични работи, има доста што копираат некого, што не се толку оригинални, а тоа е дел од точките што се оценува, креативноста. Така да можам да кажам дека нашите бармени во тој дел се доста креативни, но сепак е нешто ново кај нас, значи не постојат многу барови во Македонија каде што се работи флер и можеби тој дел искуството повеќе фали за да направиме некој поголем меѓународен успех, но барем локално некои од нашите бармени имаат земено и први места и влегле во финале на доста јаки надпревари, што секако успех и за нашата земја и за здруженијето.
Еден од оние кој победил на државното првенство и учествувал на последното светско првенство за бармени во Прага е Дарко Ангелов. Тој е победникот во Македонија за 2013 година во категоријата флер. Со своите 23 години, тој веќе 4 години е професионален бармен. Период пред 4 години, значи влегов да работам во еден бар како помошник. Значи целта ми бев средношколец да заработам некој денар, значи најнормално. И почнав да ја работам професијава бартендинг и ги видов убавините на професијава. Едноставно работиш, заработуваш, се дружиш. Каде што работев во барот имаше еден бармен што работеше и значи веќе втората недела од кога почнав, он правеше акробаци со флашите и шекерите и едноставно се заљубив, сакав и ја да го работам тоа. Се запишав на курс, завршив курс и почнав да вежбам сериозно. Слично е како фитнес, значи додека вежбаш флер си во форма, а не вежбаш, значи паѓаш од форма. Мора секој дневно да вежбаш ако сакаш да направиш успех за надпревар или ако сакаш да работиш некои посложени елементи, повеќе елементи. Јас на тренинг се подготвувам буквално како во бар. Си ставам течност во флашите, затварам со капачињата и буквално импровизирам како да има алкохол внатре. И кога секој ден го правиш тој процес, стануваш сигурен во себе и после тие вежби можеш да ги покажеш пред луѓе во бар, на тренинг, на надпревар или било каде. На тоа светско првенство научив многу работи, значи многу работи што не сум ги знаел. Се дружев со најдобрите 60 бармени од целиот свет. Значи флер тендингот е еден вид на шоу, значи флер бартендерот, значи кога е во бар, им прави шоу на гостите. Значи гостите тоа одлично го прифаќаат и често го наградуваат. Како што поминува времето, значи од надпревар на надпревар стекнувам искуство, пошто друго е кога работиш сам на тренинг или друго е надвор, а сосема е различно на надпревар, пошто имаш суди, ти го оценуваат настапот, коктелот што го подготвуваш. Додека шишињата се во воздух, стигнавме до крајот на уште едно издание на Луѓе и места. Почетокот на следното е за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.